Градоначалникот Александар Петрески со чудење гледа на најавите кои доаѓаат од политичките лидери собрани околу новото мнозинство во Советот на општина Охрид, каде се погласно се зборува дека на градоначалникот ќе му бидат поднесени кривични пријави доколку не започне да ги троши 5 милиони денари предвидени во буџетот за уривање на дивоградбите. Петрески оценува дека тие не го познаваат законот и од тие причини зборуваат така. Па реагирам во смисла дека не ја познаваат проблематиката и дека тропаат глупости. Кога би ја познавале подобро проблематиката и доколку ако не ја познаваат, послушаат како е, сигурно дека така нема да реагираат. Меѓутоа ако тоа го најуват, значи ќе следуваат кривични пријави за клевета и кривични пријави за нарушување на угледот на градоначалникот. Не ја познаваат проблематиката и најдобро е кога не ја познаваат да се консултираат со тие што ја познаваат проблематиката за да не излегуваат со вакви паушални оценки. Градоначалникот Петрески вели дека една работа е тоа како ќе се проектира буџетот по ставки, а друга работа е тоа како ќе се реализира и троши. Градоначалникот вели дека голем дел од парите заминуваат кај фирмите на кои градот од порано им должи пари, а фирмите кои се избрани на тендер за да вршат услуги од областа на уривањето не сакале да уриваат додека локалната не ги исплатила средствата за тоа што досега го сработиле, тврди градоначалникот. Петрески по една седмица, откако јавноста ја преплавија информациите за 4 дивоизградени катови на зградата која ја гради градежното предпријатие Трим и за куќата на амбасадорот Тихомир Илиевски на влезот во селото Пештани, денес за Морис телевизија коментира дека тој не навлегува во тоа кои објекти чии се, туку дека поаѓа од затекнатата ситуација на теренот. Ние кога работиме урбанистички план, ние сите урбанистички планови, а ќе ги има 24, се однесува за некој простор. Тој простор никаде не е бришан простор или празен простор, па ние да почнуваме таму од нула. Секаде кај што ќе го работиме урбанистичкиот план, има некои објекти. Нас не интересира ни чиви се тие објекти, ни кој има таму објекти, ни кој има легално, ни кој има нелегално. Ни урбанистичките планови не ги правиме по нарачка, урбанистичките планови ги правиме согласно законот на Република Македонија, согласно прописите на Република Македонија и согласно нашата визија. Не ги правиме по нарачка, а било каде да правиме детален урбанистички план, ќе најдеме објекти кои се и легални и нелегални. Градоначалникот вели дека во било кој од 24 модули, каде и да се погледне, ќе се најдат и легални и диви градби и мора смирено да се пристапи кон решавање на овие проблеми, оценува Петрески.